Бегството на Артан Груби и Васко Ковачевски, аферите со лотарија, СМ, Регбитула и редица други коруптивни скандали на минатата власт гурна индексот на перцепција за корупција во 2024 година за Македонија на Transparency International. Индексот покажува пад од 2 индексни поени на земјава во однос на минатата година, рангирајќи ја на 88-та позиција од вкупно 180 држави. Според председателот на Transparency International Македонија, Благоја Пандовски, негативните резултати се последица на големиот број на скандали кои се случија минатата година, особено во судството, неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции, индикациите за политичко влијание во судството, лоша контрола кај судскиот совет која врши врз судиите и препораките на оценската мисија на Европската унија, кршењето на законот со избор на кандидати за Академија на судии и јавни обвинители за време на избори се само дел од случувањата кои што беа забележани лани. Со 40 индексни поени, што е за 3 под просек од 43, земјава ја дели 88-та позиција со Казахстан и Суринам, како и Виетнам. Највисоко рангирана и годинава останува Данска со 90 индексни поени, пошто следи Финска со 88 и Сингапур со 84 поени. На последното место е Јужен Судан со 8 индексни поени, додека пред него се Сомалија со 9 и Венецуела со 10 индексни поени. Големиот број на скандали кои се случија минатата година, а особено во областа на судството, судскиот совет и Академијата за суди и јавни обвинители. Неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции, индициите за политичко влијание на судството, лошата контрола на судскиот совет кој ја врши врз судиите. За премиерот Мицкоски, ваквите резултати се должат на лошите политики на минатата власт кои се рефлектираат токму на индексот за транспарентност на државата на светско ниво. После сите оние злоупотреби на европско знаме, коруптивни скандали кои што беа во периодот на минатата влада, и ако ги забележите сите 7 критериуми, порано беа 6, сега се 7 критериуми, ќе видите дека сите се однесуваат во периодот кога е претходната влада. Од земјите во регионот, најдобро рангирана е Грција, која еко стагнира, е на 59-та позиција со 49 индексни поени. Најлоше рангирана е Босна и Херцеговина, која бележи пат од 2 поени и е на 114-та позиција со 33 индексни поени. Највисок скок од земјите во регионот има Албанија и е на 80-та позиција со 42 индексни поени. Раст има и Косово 3 поени и е на 73-та позиција со 44 индексни поени. Србија има пат од 1 поен и е на 105-та позиција со 35 индексни поени, исто како и Хрватска која има пат од 3 поени и е на 63-та позиција со 47 индексни поени, и Бугарија која бележи пат од 2 поени и е на 76-та позиција со 43 индексни поени. Црна Гора стагнира и е на 65-та позиција со 46 индексни поени. Во извештајот се потенцира дека со оглед на тоа што Европската унија дава приоритет на проширувањето, земјите кандидати имаат можност да обезбедат долгорочни придобивки за своите граѓани, преку воспоставување ефективни контролни механизми против корупцијата и со зајакнување на владењето на правото, зашто веќе новата влада започна да освислена борба со криминалот и корупцијата во државава, зашто веќе беа спроведени голем број на акции.